Времена Алфа. СОС телефонот за деца и младинци на првата детска амбасада во светот Медјаши одбележува 20 годишен јубилеј. Нивното мото е "Јави се, заштити се, информирај се". Многу повеќе информации од прилогот на Жаклина Муџева. Погледнете. На 23 октомври првата детска амбасада во светот Медјаши го започна одбележувањето на 20 години од работата на СОС телефонот за деца и млади. По тој повод активистите и волонтерите на Медјаши делеа флаери, пенкала, балони и бележници. Како почна се пред 20 години? Идејата за оформување на овој СОС телефон за деца и млади, кој што се нарекува и телефонна надежда, една основачката на првата детска амбасада Медјаши, господјата Гордана Приковска Змијанац, поттикната од своето искуство како дете, поттикната од моменталните случувања кои што се случувале во нашата држава, доаѓа до идеја дека ваков телефон е неопходен, каде што децата ќе можат да разговараат за сите оние проблеми кои што ги имаат, а немаат храброст да разговараат со своите родители или со наставниците. Незината идеја датира уште од студентските денови, како важен момент за отварање на СОС телефонот за деца и млади е разговорот кој што таа го имала со некое дете, во кој што детето слободно разговарало за проблемот кој што го има и се чувствувало многу поубаво. Во тој момент почнува да се развива уште повеќе идејата и желбата за отварање на еден ваков СОС телефон, како и неопходноста за истиот, и во октомври 1993 година е отворен првиот бесплатен СОС телефон за деца и млади. За овој период разговарано и со возрастни кои пријавиле случаи на кршење на правата на децата и за истите се превземени соодветни постапки пред надлежните институции. СОС телефонот за деца и млади во овие 20 години има над 20.000 повици и разговарано со повеќе 19.700 разговори се обавени. На самите почетоци при јавувањето на СОС телефонот проблемите за кои што се јавувале децата се повеќе биле поврзани со нивниот начин на функционирање, нивниот развоен период, комуникацијата, нарушената комуникација и секогаш има убави случаи од времето кога ја волонтирав овдека најчесто децата се јавува за проблеми, љубовни проблеми, проблеми со другарчињата. Меѓутоа, со подигање на СОС телефонот служи и како алатка со која што ја подигнуваме јавната свест, мониторираме за состојбата со правата на децата и имаме истражувачка дејност во која што добиваме податоци. Колку повеќе гласно говоревме за насилството и дека за насилството не треба да се молчи, децата помалку се јавуваат. Меѓутоа, затоа возрастните се повеќе почнаа да го гледаат овој телефон како место на кое што треба да пријават било какво прекршување на правото на детето, особено кога станува збор за насилство во семејството или различни други тешки форми на прекршување на правата на децата. По овие 20 години верувам дека имате визија за тоа како ќе изгледа понатамошната работа на СОС телефонот. Сите ние би сакале поубавите случаи да бидат почести јавувања, а она што е проблем воопшто и да го немаме. Но сепак мора да имаме еден план што понатаму. Водени од препораката на Комитетот за правата на децата дека СОС телефонот е препознат и од страна на комитетот, би сакале оваа линија да функционира 24 часа, 365 дена во годината и да биде бесплатен и достапен од страна на сите мобилни фиксни оператори. Нашите насоки и напори се во таа граница. Би сакале овој телефон да се хармонизира со европскиот 16111 и 116000 кои што е за исчезнати деца. На таков начин сметаме дека можеме да допреме и до руралните, до социјално загрозената популација, да биде подостапен за сите. Насоките ни се во таа насока. Меѓутоа, исто така, во овој момент ги поттикнувам и децата дека на СОС телефонот за деца и млади не мора да пријавуваат само насилство, дека слободно може да се јават за сите оние маки во нивните главчиња кои што ги има, за сите недоразбирања, само за да поразговараат, за да може да си го олеснат својот развоен период во кој што поминуваат. СОС телефонот, да, треба да се пријави насилство, меѓутоа овој телефон пред се отворен за децата и за сите прашања, информации, се што им е потребно на нив, ние им стоиме на располагање. Оваа недела Медјаши ќе организира и пресконференција по овој повод, доставувајќи извештај за работата на СОС телефонот за деца и млади 0800 1 2222 за изминатите 20 години.